A few moments later. Јако баба ми која бев мал вака ми викаше: Кире, учиш школу да работиш у канцеларiju. Ако не учиш школу, ќе будеш жандар. Само за жандар не траже школу. И куче од улицу да го однесеш у полицију, вуче ќе стане. Ама ја не ја послушав, отидов у полиција. Луѓе, како ми стоела таа униформата, бе, кој ќе сум излегол на улица, бе, сите по мене се вртеле. Додуше ја малку врцкав со газето, ама тоа од навика. Толку ја сакав униформата, што дури сакав да иставам и розови еполети и копчиња, али не кев да провоцирам од почеток. Ама морам да ви признам, леле, пендракот колку сум го сакал. Абе, од раце не сум го испуштал. Дури си го ставав подпирница за време на спиење, она имаш тврдо на подпирница, али ти додека спиеш не знаеш дека е пендрак. И морам да ви признам, само еднаш сум го употребил у року служба. Имаше еден манијак што ги плашеше девојчињата умало, јас сум го бркал и кога сум го фатил, абе за пола саат со тоа пендракот сум го преваспитал. После плашеше само мушки. И така ја го земав пендракот после употребата и го однесов на хемиско и таа што работи тамо ми вика: вика, господине полицај, следниот пат барем после интервенцијата стави или пред интервенцијата ставете му кондом. И добра сега. Арно, овие старшиниве разбраа како сум го преваспитал јас овој манијаков и ме пребација, ме однесоа во Увидна. Леле, во Увидна колку има луѓе тамо живот, колку се богати полицајците што работат во Увидна. Ја прво мислев дека они приватизирале некоја раскрсница за евро, ама после сватив што е штосот. Седам ја така еден ден у таа Крајслерот со колегата и лижеме сладолед на стапче. Кога сум со тој колега, многу лижеме и се такмичиме кој побрзо го излиже, тој искача надвор и лепи казни, значи негова смена. Али пазете, не смееш да грицкаш, само лижеш. И така ние лижеме сладолед и у тој момент гледам една нова Тојота застанува на црвено светло. И у тој момент еден тип на точак изгуби контрола на воланот и со сета сила се бапна оваа Тојотава. Овој колегава срипа, ги извади тоа гаките од испотениот гъс, тргна кон овој несреќава удесов, ја тргна веднаш по него и како дојдовме до колава, овој возач што беше на Тојотава, еден целиот така бланширан, излезе од Тојотата и почна да му се дере на овој што го удри со точакот. Па гледаш ли каде возиш наркоманиште едно джанкерско? Па нели гледаш колку васпитано си стојам овде на семафор со чичка нова кола и ти се најде да ми ја демолираш шабанарио една селјачка. Па вчера татко ми ја купи да ме почасти за отварањето на мојот нов салон и ти се најде тука да ми ја удираш мастурбанту еден дркаджиски. Па имаш ли ти уопште можност да ме обештетиш бе шупак еден издрндан? А на тоа овој дечко го гледа онака спокоен, мртов ладен и му вика: баце, добра кола се купуе, али добар дечко у Скопје тешко се наоѓа. А нас двајца судбината као да не спои. Судбината како да сакаше да ти го бапнам аутото. И на тоа овој бланшираниот смени израз на лице, смени овој боја на глас и му вика: леле брате, каде те удрив, многу да не те боли, ај кажи ми каде те боли, на кое место те боли? А овој му вика: баце, има едно место што ме боли, ама треба да го бубиш за да помине. И на тоа се фатија двајцава за рука, си влега у колата, а мене она милина околу срце, затоа што тогаш сватив дека сепак постои љубов на прв поглед. Али овој колегава мој не ја свати таа работа, се изнервира и вика: чекајте бе, застанете, а за Увидов кој ќе плати? И тогаш овој бланшираниот извади 500 евра, ги фрли кон нас и стисна на газ. И тогаш ја уствари сватив зашо полицајците во Увидна живеат толку добро и сватив уште една работа, дека не е лошо да си фатиш добар дечко. Арно, ама татко ми исто како и баба ми не се импресионираше нешто што ја сум се вработил у полиција. Ја што направив? Викам, морам да влезам дома, ој не ме пушта дома. И што направив ја? Отидов во армија. У армија е супер, све мужи, тоа сите униформи исто. А и пошто ја многу сакам да работам со мужи униформи, нели, многу брзо напредував и набрзо станав аѓутант на еден наш познат македонски генерал. И мојата прва голема задача беше НАТО самитот во Букурешт.
Идеме тамо в Букурешт, тоа генералската сала, влегувам внатре, све генерали околу тебе. И ми доаѓа еден така височок плав со плави брчиња, ми пружа рука и ми се представува и вика Удо Педерсен, down Denmark. Ја викам, леле, Удо, шубаво име имаш. А он онака се разгали на тоа, се подмоче на комплиментот и вика, ние вас ве сакаме во НАТО, вие треба да ни влезите, само прво треба тепате Iraqi people. Викам, ако треба ќе тепаме и марсовци само да ви влеземе. Ја така очиукам со овој Педерсен генералов и у тој момент у муабетов ни упаѓа овој грчкиов генерал Марсимудис, уништувач на забави еден. И му вика на овој генералов, му вика, охи, my friend Педерсен, охи, фирам not in НАТО, охи, шобе, му викам, охи, да те изгори свињо дебела. И на тоа овој многу се изнервира и почна да вика, охи, фирам in НАТО, Скопјано малака, охи, Америка is not leader today leader is Greece, ние Греко ставис на Скопјано вето, фирам not in НАТО. Викам, ако вие Греко стурис на Скопјано вето, тогаш да даде Господ, овој ни за гриз да немате. И тогаш му фрлив клетва, и он не знаеше дека клетва фрлена од Педер брзо фаќа, и така и беше. Така и беше. Они нас ни ставија вето, и сега ни за гриз немаат. Ама мене многу ме зачуде. Зошто? На тој генералот Марсимудис цело време многу имаше поддршка и добиваше помош од овој францускиот генерал Турими Салама. Мислам, зошто овој го поддржуваше ако се земе во предвид дека францускиот и македонскиот јазик се исти? Еве, например, французите за двор викаат лакур, а ние викаме курмие двормие. Ама тоа што бевме на самит, не значи дека останавме сами. Покрај оној генералот Педерсен, со нас беше и овој турскиот генерал со босанско потекло Ашим Суџуклија. Он пред да стане генерал работел во босански гей хотлайн. Еднаш кога бев во неговата соба хотелска, он мене ми демонстрираше како го правел тоа. Дрпај ме засу. Мази ме рука, to mi radi, opkoli mi muda usnama, uđi u me ko u životinju, torpediraj mi guscu, 2 dvojčice, 3 trojčice, 5, 5, 8, ali sam se popalio, baš sam se popalio. Например, тој генералот Суџуклија Ашим беше многу романтичен тип. Еднаш така јадевме гравче и после тоа седнавме во када со топла вода и не знам како се случи, јас прднав, а замислете, он се наведна да ми ги љуби меурчињата. Ама ја мислам дека дури и да станев маршал, тоа ќе беше џабе што се однесува до татко ми. Мислам, он меѓу време го сменил мислењето и пак не сакаше да ме пушти дома. Вика, ајде, ова денес не е војска, бе, ова е све педерана, бе. Денес вистинските мужи се у политика. Ја шо направи? Викам, ако си у политика, добро, тато, тогаш одам у политика. Ама не знаев на која страна да тргнам, дали на лева, дали на десна. И станувам така еден ден, застанувам гол пред огледало и почнав. Прво со лева, па со десна, со лева, па со десна, па со лева, за да видам дали поише припаѓам на левицата или на десницата. Али ја пак не можев да се одлучам затоа што со двете раце добро ми идеше. Најпосле мислам, нели политиката е курва, ја педер, нема да се разбираме. А башка разбрав дека у политикава меѓу нашите политичари има многу хомофоби. И сватив дека нивната хомофобија е многу тесно поврзана со патриотизмот. Еве, например, кога на еден наш политичар хомофоб му рекоа дека некој рекол, дека во Македонија има многу педери, рикнал: кој е бе тој што рекол така да го ебам у гс? Како бе хомофоб да го ебам у гс? Не иде тоа. Иако да ви кажам дека многу педерски работи се прават во политиката и во владата. Само
педерските работи што се прават во владата ги викаат реформи. Еве, например, кога прават педерски работи у образованието, ги викаат реформи у образованието. Болонјски систем. Курот на магарето. Стануваат доктори на науки на 22 години, а имаат мозок у глава колку да не серат дома на тепих. Абе, каков е тој доктор на науки бе на 22 години бе? Па они уште азбуката не ја знаат до крај. Стигнале некаде до буквата Г. А знаете вие какви беа докторите на науки пред 40 години? Абе, кој ќе го видиш побелен у тоа косата со тоа теглите на очи, не знаеш дали е космонаут или квиско. Абе, тие доктори на науки имаа енциклопедиско знаење. Денешните доктори на науки се неуки. Изгледаат како да излегле од Fashion TV. Слика има, то нема. Ете, тоа е резултатот од педерските, од реформите во образованието. А за овие реформите од здравството, знаете веќе, онаа представата Не ме лечи докторе Жити мајка, но и глумецот Сашо Тасевски ви раскажуваше за нив. Тој, например, тој глумецот Сашо Тасевски, например, тој мене многу ми се свиѓа. Он е еден многу згоден тип. Сите мислат дека е хомофоб, ама уствари не е. Као што мислат дека го мрази ВМРО ДПМН, а ги сака овие од СДСМ. А он уствари на двете им поручуе. ВМРО и СДС, то су срца два, љубили се, грлили се, наебо сам ја. Односно, наебо си ти, и ти, и ти, и ти, и сите ние. Ама и да се вратиме на приказнава. Кога виде татко ми, дека ја не сакам у политика, ми вика, слушај, ако сакаш да те примам дома, кидеш бе на психијатар, има да се лечиш, педеризмот е болест бе, мора да го лечиш. Викам тато, јас викам мислев цело време дека е лезет, оно да ти било болест. Али викам, добро тато, ако е цената таа што треба јас да ја платам за твојата љубов, нема проблем. Јас кидам на психијатар за да видам колку сум болен. И отидов право кај овој познатиот психијатар Стојко Пушев. Он се прослави по тоа што излегуваше на телевизија и тврдеше дека хомосексуалноста е болест и дека може да ја лечи со ефикасен третман. Инаку тој Стојко Пушев е истиот оној тип кој што исто така се прослави на телевизија кога тврдеше дека Александар Македонски бил обрежан и кожичката од неговиот ценет кралски пенис дека е ставена во златно ковчеже, а ковчежето е закопано некаде во Македонија. Паско му шепнал. И уште кажа дека кој го најде кожичево, ке се стекнел со огромна моќ и бериќет. Тоа е исто као со крстот. Го наоѓаш кожичево, идеш од врата на врата, звониш и викаш добар ден, да го бакнете малку кожичево, да оставите некој денар, ќе ве прати цела година, среќа, бериќет. Ај си викам, добре, еве оваа година ќе го најдеме на Александар, ќе обакнуеме. Ама чие кожиче ќе бакнуеме следната година? Она на цар Самуил или она на крали Марко? Или не дај Боже да дое такво време да го бакнуеме кожичето на Црна Арапина. Добро, не се отидов кај доктор Стојко Пушев, нели влагам внатре, му викам, добар ден докторе Пушев, јас сум педер. А он мене вика, хајде бе Кира да му го запоебам, па ти не си педер, ти си само малку настинат, тебе стручно кажано газот ти диши да му го запоебам. Ама вика, немај гајле Кире, јас тоа ќе го средам со ефикасен третман. Шо е, викам, докторе, ќе ме ставиш во соба со црнци да играм брканица. Тебе Кире да ти го запоебам. Па првата работа што ја кажав тебе одма те асоцира на секс со маж да ти го запоебам. Не, викам, само секс, докторе, некојаш играме карти, табла, домино, PlayStation. Ти викам, докторе, не играш карти со мажи. Добро бе сега Кире да му го запоебам. Па нормално дека играм карти, ама сега јас не сум тој што се прашува. И у тој момент докторов извади една банана од фиока и вака ми вика, ајде сега Кире да му го запоебам, на што те асоцира оваа банана? Па
Добро бе, викам, докторе, бананава па ме асоцира на патлак. Гледаш ли, Кире, дека газот ти диши, дека си настина да ти го запоебам? Видели сам? Викам, докторе, чекај бе, полека. Полека, викам, докторе. Ти, викам, бананава тебе на шо ти личи? И тука кога му го кажа тоа, он почна да превртува со очи и вика, добро бе, сега, Кире, бананава, сега мене на шо ми личала? Па добро, ете ми личи на патлак. Аха, викам, докторе, а крастајцата на шо ти личи? Добро бе, Кире, сега, крастајцата ми личи на патлак, ама шо ама бе, му викам, докторе? Шо ама? Бананата ти личи на патлак, крастајцата ти личи на патлак, играш карти со мажи, а вамо на сите телевизии тврдиш без срам и без перде дека хомосексуалноста е болест. Па ти, значи, докторе, дека и тебе ти диши газот. Како може би, викам, хомосексуалноста болест? Викам, докторе, хомосексуалноста не е болест. Викам, болест е, докторе. Сакаш да ти кажам, викам, што е болест? Кажи, вика, Кирил, го запоемам, кажи. Викам, болест е, докторе. Кога на оној што е на власт, сакаш да му се увлечеш у гзот со секундури и од тоа да правиш пари и кариера. Ете, тоа е, викам, докторе, болест. А што е хомосексуалноста, докторе, неам појма. Ама знам само една работа, дека со векови никој не успел да ја победи. И ако веќе никој не успел да ја победи, а не сакаме, нели, да и се придружиме, тогаш, докторе, дај, викам, барем да не ја мразиме. Кој сака да си биде педер, нека си биде без срам и без перде. А сега на коњи, брзајте вказ, оти ке треба да дадете газ. Ако ве сретне трубадур, фатете го сите за тра-ла-ла-ла-ла-ла.